Не постои едноставен начин да се опише Ксенија Николова. Таа е писател, текстописец, менаџер за хотели и млада дама која што поседува свој приватен бизнис. Меѓутоа, причината заради која што е денеска во студиото на Репортер е нејзината најнова книга Емоционален манипулатор. Ксенија, добре ни дојде. Многу ме интересира. Дали си емоционален манипулатор ти? Добро ве најдов, Андријана, ти благодарам на поканата. Јас се надевам дека не, апсолутно не. Емотивниот манипулатор е мојот нов роман. Инспирацијата е токму емотивната манипулација, која е многу честа помеѓу луѓето и многу честа во нашето секојдневие. Јас сепак чувствував дека не е некоја зборувана тема и тема на која што се дискутирало доволно оноку колку што треба. И токму тоа беше мотивот да го напишам новиот роман кој што токму така и го носи насловот Емотивен манипулатор. А јас, пишувајќи, јас сватив уште повеќе колку е сериозна таа тема и си ветив самата на себе дека не само што не сум, туку и дека никогаш нема да си дозволам да бидам емотивен манипулатор или пак да дозволам да бидам емотивно манипулирана. Да, тоа сакав да те прашам, дали постојат луѓе кои што сметаш дека манипулирале со тебе на тој начин, си поиграле со твоите емоции? Апсолутно. Постојат и постојале, постојат и ќе постојат. Тоа истото го кажав и на самата промоција, но она што е променето е мојот однос кон тие луѓе и како јас реагирам на нивните обиди да манипулираат. Емотивниот манипулатор се разбира дека не можеш да го промениш, дури да можеш треба многу време и многу напор и истиот тој напор предлагам и тоа е самата порака на романот, да го вложиме во самите себе, наместо да го промениме она што не обкружува, да го промениме начинот како ние реагираме на сето тоа што не обкружува и на сите неправди. Ако ова е твоја четврта книга, така. Меѓутоа првите 3 книги се напишани во машко лице. Овој пат пишуваш во женски род. Дали ти беше тешко да направиш некаков свич во главата и да почнеш да пишуваш како жена? Па не, затоа што тоа дојде многу природно и апсолутно јас почувствував дека е време. Инаку претходно дури си мислев дека никогаш нема да напишам роман или било какво четиво од страна од женски аспект, со тоа што раскажам преку женски лик, но ова се случи многу спонтано. Јас едноставно чувствував многу силен бран на тие емоции во мене и почувствував дека е време и дека е вистинско и дека така треба да постапам. И реков, окей, ова беше непланирано, ама што ми се случува и го чувствувам како нагон да се искажам, значи дека треба да го направам. Си ја послушав интуицијата како што го правам тоа и со се останато што го работам и излезе тоа што излезе. Главната хероина на твојот роман е Катја. Колку е Катја Ксенија, а колку Ксенија пренесе од себе во Катја? Па очекувам дека да, затоа што Катја не е некој не секојдневен лик. Катја може да биде било која девојка на 25 години и животот на Катја може да се и во тие 5 години кои што се раскажани во романот може да се пронајдат многу девојки кои што ги проживеале од својата 25 до својата 30 година онака како слично навидум на животот на Катја. Така што мислам дека секој од нас помалку е Катја и Катја е секој од нас помалку и таа самата. Така што доста се препознавам од многу аспекти. Се сеќавам на кога јас имав 25 години и го чувствував истиот ја чувствував истата таа желба за успех во животот, истата таа амбиција, истата таа константна потреба за повеќе и повеќе и константно истовремено незадоволство од она што го постигнував. По тоа многу се препознавам во Катја, но се разбира нејзината приказна и приказната раскажана во романот е фиктивна и е базирана на исто така и фантазија, меѓутоа нормално инспирацијата е вистинска. Помина само 3 дена од промоцијата на книгата, меѓутоа какви се првичните реакции? Првичните реакции се многу позитивни, зашто ми е особено драго. Значи, оние луѓе кои што ја прочитаа книгата, ми кажаа дека ја прочитаа во еден здив, со оглед на тоа дека беше промовирана во среда. Има веќе луѓе кои што ја прочитале и ми кажаа дека едноставно не успеале да ја остават.
што е според мене една од најважните работи, бидејќи книгата треба да го држи нашето внимание од почетокот до крајот. И имено тоа и ми го кажаа дека постојано им било одземено вниманието, постојано ги држала да читаат повеќе и повеќе, дури дека ја оставиле намерно на половина за да имаат и утре што да прочитаат. И позитивни се реакциите, очекувам секакви критики, очекувам и негативни коментари, нормално не може се да се допадне секому, но така се расте и тоа е за мене многу. Јас секоја критика, јас се разбира дека е конструктивна, ја разбирам како мотив за подобрување, мотив за понатаму да работам уште подобро и уште повеќе. Да се вратам на претходните книги. Сите 3 книги се напишани во машки род. Да. Многу ме интересира како ти зборува машкиот глас во главата? Како размислуваш? Па машкиот глас во главата ми зборува наметнувајќи ми се, значи невозможно е да го игнорираш. И тоа е многу чудно. Го слушаш? Го слушам, да, и буквално се соживувам со истиот. И некако многу доаѓа природно. Мислам, тоа навистина не беше некој начин јас да се издвојам или без разлика или некоја стратегија да бидам поразлична. Тоа навистина, вистински се случи. И се случуваше некое време, мене ми беше многу чудно зошто така ми доаѓа природно, зошто ми беше дури неудобно да раскажам нешто од женски аспект, а јас сум жена и се чувствувам како жена. Секој ден го живеам животот на една жена. И потоа се предизвикав малку себе и добив совети да малку излезам од таа комфорт своја зона, затоа што би било убаво да се погледне и друга некоја страна и дека немам зашто да бегам од женскиот глас кој што морам да го имам во себе, бидејќи истиот го чувствувам најсилно и малку повеќе да се предизвикам и да избегам, како што кажав, од комфорт зоната и да дознам повеќе за себе, истражувајќи од женскиот аспект. И можеби така се случи и новиот роман, затоа што едноставно се предизвика в себе си, а дојде, како што кажав, и природно. Дали машкиот глас има лик, дали има име? Го замислуваш ли некако? Па, не, затоа што тој не постои. Мислам, тој не е лик, тој е едноставно повеќе машко гледиште, повеќе можеби машки разум, машки, како да кажам, машка подсвест, можеме така да го наречеме. Меѓутоа тоа не е лик, тоа не е никој освен ја самата, која што ете така доживувам некои бранови на машко, не знам, алтер его, како да кажеме, во мене, и тоа истото ме тера да творам во машки род. На Facebook имаш околу 20.000 фанови, меѓутоа најчесто исто им се обраќаш во машки род. Статусите кои што ги пишуваш се од аспект на еден маж. Дали пред да напишеш нешто, размислуваш дали со тоа што си го напишала ќе предизвикаш некаква реакција? Бидејќи читајќи коментарите на луѓето, секогаш стои дека си им инспирација, дека се пронаоѓаат во она што го кажуваш, или на пример секогаш го кажуваш она што ти паѓа прво на памет? Секогаш го кажам она што ми паѓа прво на памет. Единствено правам корекции за печатни грешки или за нешто што се случува, пошто моментот кога добиваш инспирација, споделуваш и посекаш леле утнав нешто да поправам, што е природно, живи луѓе сме. Но никогаш не сум седнала и да речеме, во едно време да кажеме сега е време да напишам нешто на Facebook, апсолутно не. Тоа си доаѓа и сум имала денови по недела дена кога не сум споделувала ништо затоа што едноставно не сум чувствувала дека треба нешто да кажам, не ми доаѓало. Кога ми доаѓа, споделувам. Какво е чувството да се биде инспирација на голем број момчиња и девојки? Па, убаво е чувството, особено е убаво и драго е кога не е планирано. Затоа што јас не работев нова за да станам тоа, туку навистина целиот процес е многу искрен. Можеби затоа дојде до толку многу следбеници, бидејќи можеби препознаваат дека едноставно тоа сум навистина јас. Без разлика дали имам 3 следбеници или 3.000 или 20.000, значи тоа сум навистина јас. И мислам дека успеав да изградам некој свој глас, пак со тоа што не бегав од таа која сум и како се чувствувам, не размислував за тоа многу како ќе ме доживеат, туку едноставно се што се случуваше беше многу искрено. И мислам дека тоа публиката, читателите и следбениците на социјалните мрежи го препознаваат. И мислам дека тоа е тоа што ги држи и што ги враќа назад да ја посетат мојата страна или да прочитаат некое мое дело. Оно што го споменав на почетокот е дека си не е текстописец. Ти имаш пишувано за едни од најголемите македонски музичари, токму тоа се спотовите кои што ги вртиме. Да. Денес ова се твои текстови.
Каква е инспирацијата тука? Колку е поразлично пишувањето текстови за песни во однос на пишувањето книги? Многу е различно, затоа што тука не си сам. Значи, едноставно не зависи се од тебе. Имаш цел тим кој што работите заедно, треба да дишате заедно како едно, треба едногласно да се искажувате и да верувате во истата енергија и да верувате во истиот производ и заедно да допринесувате да тоа излезе на крај добро. И нормално јас секогаш кога сум повикана да бидам дел од некој тим, јас прифаќам со задоволство, јас сакам да го работам тоа, многу ме инспирира, многу ме надополнува и како човек и како уметник. И сакам да тимски играч сум истовремено, сакам да работам со луѓе, да разменувам енергија. Не многу ми е дури онака интересно да дознавам и нови работи, да учам од другите луѓе. Така што мислам дека ете тоа допринесе да напишам доста голем број на текстови и се надевам дека тоа ќе продолжи така. Сега, да бидам искрена, малку сум и тажна затоа што во последно време се случува со македонската музика она што се случува. Тоа дефинитивно го почувствував и на своја кожа, прво како љубител на истата, а второ како човек кој што работи директно во музиката. И навистина луѓето се демотивирани, уметниците се демотивирани, пеачите особено, не се создава ништо, многу малку се создава, да кажам, нешто ново. И она што се создава, имам чувство дека е повеќе на брзина и ради да помине редот, колку да нешто се прави. Си изгуби ентузијазмот, а како и не би се изгубил со оглед на ситуацијата во која што се наоѓаме. Се надевам дека тоа ќе се промени, затоа што музиката е особено важна за една земја, за една нација. Музиката допира до луѓето ширум светот и музиката е еден наш најголем амбасадор. И мислам дека би било навистина жално да сите и оние малку луѓе кои што ни останаа тука, кои што сакаат да го работат тоа, згаснат и ја изгубат желбата да творат, а тоа е најстрашно нешто што може да му се случи на еден уметник, да крене раце од сопственото дело и да каже јас повеќе не гледам поента. Од сите песни што си ги напишала, која ти е омилена? Сигурно има една. Омилен ќе кажам текст, затоа што тоа е мојот дел и односно целата песна сама по себе. Можам да кажам дека тоа би било песната Срце како мраз. Музиката аранжманот ги направи Роберт Бебилов, јас го напишав текстот. Песната ја исполни Марија, една млада девојка. И мислам дека таа песна ми е можеби така најдрага од сите. Јас ти посакувам огромен успех со новата книга, многу нови читатели, меѓутоа и уште многу други напишани книги. Се разбира повторно да дојдеш во студиото на Репортер за да раскажеш се што има ново кај тебе. Ти благодарам, Андријана, на поканата и благодарам до Репортер за тоа што навистина не следи, не поддржува сите нас кои што сакаме нешто да споделиме со публиката, твориме и работиме, а тоа е многу важно за огромната поддршка која што нас не е секако потребна.